случило? Што ви направив јас? Што така се однесувате со мене? Буквално ништо, само ни е интересно да те гледаме безпомошно. Види, ова почна да плаче. Зашто ова ми се случува мене? Бабичка моја, камо да беше и ти овде, да може да ти кажам што ми се случува. Моите родители никогаш нема да ме разберат. Само ти си таа која ме разбираш. Зашто да нема бабичка моја? Како си помина денес на работа? Напорно многу денес беше. А зошто? Многу луѓе, знаеш, таков ден од денес се погреби. Да. Абе, ќе ве прашам, ќе одиме ли за Скопје во недела или? Па ќе одиме. Ана? Ќе одиме за Скопје? Да, ќе одиме. Супер, да планирам тогаш. Да. А што ти е? Ништо. Сигурно? Што се случи? Ништо. Ама многу си тивка. Ништо не ме. Јас се извинувам, завршив со чат. Драги мои мама и тато, досега немав храброст да ви го признавам ова насилство кој што ми се случуваше изминатата година. Ми беше многу тешко, бидејќи немаше кому да ја искажам мојата тага и болка. Единствена утеха во сета оваа тортура ми беше само ланчето од баба. Само тоа ми даваше храброст да го поминам секој нареден ден исполнет со увреди и малтретирање. Но веќе не можев да издржам. Решив да се откажам од се. Единствените луѓе кои што ќе ме недостасуваат сте вие. Се извинувам за се. Ве сака вашата Аничка.